Денеска до јавното обвинителство доставуваме уште еден доказ за скандалозната коруптивна продажба на Македонска банка во која што е директно инволвиран Никола Груевски. Ова е резултат од вештачењето на аудиоснимката направена во Белград од страна на овластен судски вештак од областа на информатичката технологија. Ние немавме дилеми, ама за да му помогнеме на обвинителот Зврлевски и тој да нема дилеми. Гласот е на Никола Груевски. Груевски го договорил подкупот од 1,5 милион евра за продажба на Македонска банка. Груевски договорил уште 900.000 евра извлечени во рати во кеш. Лично тој, Никола Груевски, кој вчера доби мандат да прави уште една влада, е вмешан во корупција и криминал. Се надеваме дека ова вештачење од релевантна институција ќе му ја олесни работата на јавниот обвинител Зврлевски. Порачуваме дека обвинителот кој прима плата од народот е должен да не се раководи од тоа кој го поставил на позиција, туку да постапи во интерес на граѓаните на Република Македонија. Ова е потврдата. Обвинителе, вие сте на потек да го прекинете молкот и да отворите случај за Никола Груевски. Ви благодарам. Имаше спекулации дека овој случај може да се смета за застарен. Се уште чекаме официјално да се произнесе јавниот обвинител. Има ли таква правна норма за да го прогласа за застарен? Постои ли таков механизам се во овој случај? Значи, онолку колку што јас го пратев обвинителот, кажа дека го се уште проучуваат случајот и брзо ќе се произнесат. Постои застареност на кривични дела, тоа е нормална категорија во правото, меѓутоа не сум сигурен дека може да се примени во конкретниот случај. Дали сметате дека вештачењето кој имате вие направено кога го прифати обвинителот, бидејќи не е по службена должност направено вештачење? Обвинителот конечно треба да се произнесе после скоро повеќе од еден месец молк по овој случај, бидејќи не станува збор за било кого, станува збор за мандаторот за состав на влада на Република Македонија. Знаеме дека јавното обвинителство е многу ревносно кога брка за 10, за 20, за 50 евра граѓани на Република Македонија. Не гледаме зошто Никола Груевски како граѓанин на оваа држава треба да биде поразличен од било кој од нас. Надвор од темата статус за инцидентот во Значи, Социјалдемократскиот сојуз искрено сочувствува до семејството на убиеното момче и изразуваме длабоко жалење за загубениот млад човечки живот. Истовремено повикуваме на општествена зрелост и воздржување од подигнување на било какви тензии во врска со овој случај. Околу одземањето на советничките мандати денеска имаме одземање во Советот на Никола. Значи, Социјалдемократскиот сојуз минатата недела поднесе тужба до Управниот суд со барање за времена мерка. Ќе го чекаме рокот од една недела во кој што би требало да се произнесе Управниот суд, а потоа ќе го кажеме нашиот став. Има навестување кога би можело Управниот суд да го земе вашиот предвид? Значи, Управниот суд согласно законските одредби е должен да одговори на нашето барање до петок оваа недела. Како го коментирате фактот што новите пратеници поднесуваат оставка, старите бараат апанажа? Индивидуално е правото, тоа право е загарантирано со законот за пратеници, така што немам што да коментирам. Дали откако најавивте дека нема да се вратите во собранието, ќе примате платата што ви следува од 30% од пратеничката плата? Значи, во услови кога имате околу преку 300.000 невработени во нашата држава, некој да ве тера со сила да работите за нешто што децидно сте изјавиле дека немате нити волја, нити желба да го работите, малку и луцидно.